Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во денешната епизода ќе зборувам за тоа како да си простиш себе си. Сите имаме нешто кое што ни е тешко да си го простиме. Последниот период читав една книга која што многу ме потсети на две многу важни прашања. Што е на кое што се случува токму сега, во овој сегашен момент, а второто прашање е што е оно што јас го сакам во овој момент. И некако како се потсетив на овие прашања, станав свесна колку е важна свесноста, односно се потсетив колку е важна свесноста и секако колку јас го ставам акцентот на тоа, но некако во секојдневието, во секојдневниот живот се заборава. Првото прашање ме носи свесност. Што е оно кое што ми е потребно? А што е она кое што се случува во овој момент? Многу често се среќавам со клиенти, меѓутоа и јас сум била и понекогаш верувам дека и во иднина ќе се најдам на ова место, да едноставно сакам да работам на мојот личен раст и развој, сакам да одам нагоре, сакам да бидам поуспешна, но постои нешто кое што тоа го кочи. Најчесто тоа нешто кое што растот го кочи е некоја стара болка или некој простор или место кое што мене ми вика аха, ти си лоша, си го направила тоа и не можејќи да си простам за тоа, јас не одам напред, затоа што не можам да го видам мирот кој што се наоѓа во мене, не можам да си простам и не можам да продолжам со животот, односно носам склопно уверување во мојата глава, во мојата душа, во моите мисли, кои што ми велат не, ти не можеш да одиш понатаму, не, ти не го заслужуваш тоа. Секако за да може да одиме натаму, ние мора да си простиме себе си за некои работи, а сите правиме грешки, но како да се прости на грешниците? Јас секогаш викам, многу е важно некако да останеме свесни дека Бог го сака грешникот, а го презира гревот. И сега колку можеме лесно да се поврзаме со ова или не знам. Кај секого е различно, но уште еднаш ке споделам, Бог го сака грешникот, а не го сака гревот. Што значи дека многу е важно некои работи од грешките да ги научиме, односно да престанеме да ги правиме или да ги промениме. Но зошто е толку полесно да им се прости на другите луѓе отколку на себе си? Дали ви се случило да простите на некој друг кој што навистина многу ви сгрешил или некако полесно да може да му најдете оправдување? Многу лесно ние наоѓаме оправдување за луѓето, особено за подалечните луѓе, можеме многу едноставно да речеме, па добро, сигурно се соочувала со тоа и се случило тоа и така натаму. Најверојатно таа позиција реагираше така и така. За поблиските луѓе можеби ни е малку потешко, за нијанса потешко, но за нас некако станува најтешко. Најчесто тоа е онаа позадина дека очекуваме и самите од себе си да бидеме совршени, да ги задоволиме другите, да бидеме добар човек и така натаму. Исто така ние сме растени со тие очекувања да бидеме добро дете. Па ако не ги слушаме нашите родители, тие ќе ни се налутат. И сосема е во реч што коренот е во детството. Тоа е нешто кое што секој родител мора да го направи како би можел да го научи своето дете на некои работи кои што му го леснуваат животот. Но зошто? Зошто е толку важно да си простиме себе си за да може да продолжиме? Ако првиот чекор кон промена е свесност, вториот е прифаќање. А дали сте прифатиле ако не си простивте? Не. Затоа што прифаќањето е прошка. Вашето минато не е важно. Единствено што е важно е каков човек сте сега, односно каков човек тоа минато ве направило. Единствено од позиција на свесност какви се работите и прифаќање дека се такви како што се, имате моќ да ги промените. Односно, само тогаш постои одговорност да се промени. Кога се презема одговорноста во вашите раце, може да се промени било што. И не секогаш тргаме тука од наметнување на вина, да се обвинуваме зошто нешто сме направиле.
како сме можеле нешто да направиме така натаму, но важно е да запомниме дека секогаш секој човек реагира од најдоброто од себе, односно секој човек секогаш го дава најдоброто во себе. И многу често се лутиме на другите кога реагираат вака, така или онака, не сме свесни дека и тие во тој момент го даваат најдоброто од себе си и покрај тоа што тоа можеби за нас во тој момент не изгледа како најдобро од нив. Но секој, буквално секој сака да биде најдобар, секој сака да биде успешен, секој сака да биде во контакт со другиот. И тоа е важно да го научиме некако, односно да го запомниме кога сме во контакт со друг, дека никој не ги прави работите намерно, дека никој не прави нешто против нас, туку едноставно прави најдобро што знае во одредениот момент. Па така, ако сте знаеле подобро во тој момент, верувам дека различно ќе сте реагирале. Меѓутоа, дали ќе знаевте како да реагирате ако истото не се случеше? Првото нешто кое што е убаво да се запомни и да се знае дека вие сте одговорни. Односно дека вие ги држите конците во раце и само вие знаете што е нешто го чувствувате и какви се вашите мисли. Никој друг не може да ни наметне различни мисли и чувства и емоции и затоа е важно да се запомни дека одговорноста е во нашите раце. Вториот момент и чекор во однос на прошката е да се гледа во тоа како може да се елиминираат негативните уверувања во врска со грешката. Што значи, како може да се елиминира оно уверување дека правењето грешки не прави лоши личности, односно да се постави една здрава граница, дека тоа што јас сум направила грешка не ме прави мене лоша личност, туку да, можеби тоа однесување не е добро. И ова често го кажувам на родители дека е многу важно да на детето му се каже дека вие не ја сакате грешката, не дека не го сакате него, односно дека не е лошо дете, туку тоа што се случило, значи тоа дејство е непожелно во моментот и така натаму. Значи не си лош што удираш, туку удирањето не е убаво. Барем не во овој момент, нели? Сега, како да се тргне ова уверување, тоа е нешто кое што само вие може да го направите. Ја затоа викам, религијата е добра, затоа што религијата секогаш вика прошка. Давајте прошка. И затоа, ако разгледате во било која религија на светот, во било која филозофија која што е поголема, секогаш некако се става аспектот на љубовта кон себе, љубовта кон другиот, грижата за себе, прошката. Значи, тука е многу важно да се остави тоа уверување настрана дека ние сме лоши луѓе ако грешиме. Напротив, важно е да се знае дека сите грешат, дека од грешките се расте и дека грешките се начини на кои што човекот учи. Значи и децата, и животните, и сите други околу учат по пат на обиди и грешки. Сетете се на било која вештина која што сте ја учеле. Било која вештина. Сте грешеле и низ грешката сте научиле како да ја правите подобро. Значи прво грешиме и после учиме. Единствениот начин да нешто навистина цврсто, силно и убаво го научиме е по патот на грешка, односно обид, превземање на акција, на одговорност, грешење и учење што е оно што е добро за нас, а што не е. А другото уверување, односно другиот момент што е многу важен да се прифати, е токму она да се прифати дека ние не можеме да го вратиме времето, но во овој момент ние сме одговорни за нашата иднина, односно што е оно што тука и сега може да го направиме како нашата идна верзија би ја поддржале, да биде подобра, да биде во мир. Ние не можеме од тука и сега да се вратиме назад, да ги смениме нашите постапки, да смениме нешто што сме направиле, но можеме во тука и сега да промениме нешто кое што допрва следи, затоа што иднината не постои. Иднината е нешто кое што ние сега допрва го создаваме. Другиот многу важен чин е пред се да се уважат грешките гласно. Значи не може да се промени нешто доколку не е уважано. Ова може да се направи во дневник, може да се направи пред огледало, може да се направи со блиска личност, може да се направи со психотерапевт. Меѓутоа, многу е важно да се уважи грешката, да се каже гласно како би можело да дојде воопшто до процесот на прошка. Значи, многу е полесно кога ќе кажеме, јас го направив ова и ова.
како се случи, како го направив тоа, зошто се случи, зошто реагирав така како што реагирав. И тука е многу интересно и важно да се знае дека ако ние тргнеме со од една позиција на разбирање, тек тогаш можеме да си простиме. Дали да им простиме на другите или да си простиме себе си, секогаш е важно да дојде до разбирање. И самиот процес на психотерапија наводи токму кон ова, да може да го разбереме другиот. Најтешко е да се прости на другиот и на себе си, доколку не постои разбирање. Например, ако треба да простиме на родител за X однесување, ние мора да видиме зошто, која е позадината на родителот што се однесувал така и така. Зошто родителот се однесувал како што се однесувал, која е неговата болка, кои се неговите уверувања, од која позиција тргнал да го прави тоа. Тоа не значи дека ние ќе го оправдаме. Тоа значи дека ние ќе го разбереме и само од позиција на комплетно разбирање и прифаќање ние можеме да му простиме и да го пуштиме. Затоа што во тој момент го прифаќаме она дека родителот го направил тоа што го знаел, тоа што е за него научено и го направил од позиција на љубов и покрај тоа што таа љубов за нас не била потребна. И сега ова е пример со родител, затоа што верувам дека најголемиот број на родители, освен во некои екстремни случаи, дефинитивно поаѓаат од една позиција на љубов. Меѓутоа, тоа е начинот на кој што тие биле сакани, тоа е начинот на кој што тие знаат да сакаат, што не значи дека ние не можеме подобро. Истото и за себе си. Кога се случува грешката, важно е да се напише таа грешка, да се признае таа грешка, да се уважи таа грешка, да се каже некому таа грешка. Ако ништо друго, пак ќе споделам пред огледало. Јас секогаш викам најубаво е затоа пишувањето на дневник, за да може да се уважат овие работи. Кога таа грешка ќе се каже, ќе се уважи, ќе се удостои, ќе се даде едно место, тек тогаш може да си ги поставуваме прашањата зошто, како, што се случуваше со мене во тој момент, што ли јас размислував тогаш, кои мои уверувања ме потикнаа тука и што е оно кое што јас го научив од оваа грешка, односно што оваа грешка ме научи за мене, ме научи за другите и така натаму. И тука буквално може да се смени филозофијата, односно оној момент дека ништо не е апсолутно вистина и да се гледа на тоа дали воопшто постојат грешки, дали воопшто постои нешто кое што е грешно или правилно. Јас длабоко верувам дека не постојат грешни одлуки, дека не постојат грешни работи, туку сите тие работи кои што ги правиме и во моментот ни се чинат погрешно, се оние работи кои што нас не насочуваат кон оно што повеќе и повеќе го сакаме, односно кон оно што повеќе и повеќе ни е потребно. Што значи ако тука и сега во одреден момент направам нешто, а после тоа јас сватам дека тоа не е за мене, дека тоа било во наводници ќе го ставам грешка, всушност, оно што го учам е дека да, окей, како можам јас во иднина да се поддржам, што се оние работи кои што мене ми недостасуваат, што мене ми недостасува за да можам следниот пат да бидам подобра, за да можам следниот пат да не се чувствувам дека ова не е тоа што ми треба, дека ми треба нешто подобро и повеќе. И секако, зошто целиот подкаст, целиот мој блог е почнат всушност со темите љубов кон себе си и грижа кон себе си. Затоа што ние не можеме да си простиме себе си доколку немаме здрава љубов кон себе. Зарам постои некој кој што е поважен од тебе во светов? Не. Не може. Многу е важно да знаеме, односно да се сакаме на здрав начин, да имаме уверување дека ние сме вредни, достојни, доволни, дека заслужуваме љубов, дека заслужуваме среќа и така натаму како би можело воопшто да дојде до моментот на прошка. Другиот момент, имајте на ум дека она што е правилно и она што е погрешно се менуваат. Ако во минатото луѓето верувале, биле многу божци, верувале во повеќе богови, замислете сега, односно последниве 2000 години и повеќе, да му кажете на некој дека постојат повеќе богови. Не, сега се верува во еден бог. И одете во некоја друга религија, односно во друга некоја држава и ќе видите како ве гледаат чудно, па што име. Јас баш во однос на границите како истражував, сватив дека во одредени култури толку екстремно нема веќе граници што дури понекогаш размислувам дали е тоа патолошки или не.
во некои култури одредени однесувања се правилни, додека пак во друга култура тоа однесување истото е потполно погрешно, односно страшно се осудува. Замислете, порано магиските ритуали биле добри, па постоја биле лоши, па жените кои што ги правеле биле спалувани, биле вештарки и така натаму, односно жените уопште знаеле да бидат вештарки, и сега ако гледаме на тоа што е точно, што е погрешно, колку луѓе биле запалени, колку луѓе биле убиени затоа што ја зборувале вистината. Ако размислуваме длабоко, односно кога вклучиме филозофот во нас, малку ако влеземе филозофски да гледаме на ова, точно ќе видиме дека не постојат правилни и погрешни работи. Постојат работи кои што за нас во одреден момент се правилни и во одреден момент не се. Едноставно во овој момент не сум подготвена да го видам тоа. Еве ако тргам од себе, јас можеби и многу години пред нешто да направам сум знаела што е правилно, а што не е. Ама не сум го направила, затоа што во тој момент ако сум го направила немало да биде правилно и покрај тоа што сега е. Значи, понекогаш потребна е одредена зрелост, време и потребно е некои надворешни фактори да се спојат, за да може ние да успееме да промениме и да ги направиме работите така како што сакаме, како за нас би биле вистински. Учењето од грешките, повторно ќе кажам, е најважно. Без фрустрација не постои растење. Дури и самата психотерапија е фрустрација со многу љубов. Зошто? Сетете се на едно дете, односно на едно бебенце кое што се учи полека да проодува. Паѓа, се мачи, се фрустрира, се нервира, не може, па подстани малку, па падни пак, па подстани уште еднаш, па побарај помош, па фати се за масата. Значи, цело тоа, да кажам, негодување и фрустрирање на детето му помогнува да прооди. И всушност детето учи низ грешки како да оди. И ако не греши, доаѓа до момент да наеднаш се пушти, прооди, падне и се исплаши и се повлече назад. Значи, потребно е да се случи таа грешка за да научи прво да паѓа на задникот, за да знае утре кога ќе падне како да паѓа и така натаму. Значи, потребно е да се градат темелите и полека да се оди нагоре, односно точно оној момент да се фрустрираме, да правиме работи кои што не се за нас, како ние би можеле да научиме што е тоа што е за нас. И секогаш велам, доколку ова не е нешто кое што ви од помош, доколку овие нешта не се нешто кое што допира до вас, најверојатно во позадина стојат многу поголеми процеси, односно многу поголеми отпори кои што е важно да ги надминете со поддршка и помош. Така што немојте да се плашите да побарате професионална помош, да побарате разговор со психотерапевт, ако станува збор за некои големи работи кои што забележувате дека ви се кочница во животот. Се надевам дека вака кратка оваа епизода ви дојде убаво и дека ќе може да успеете да гледате на грешките низ една друга призма, односно да гледате на грешките како нешто кое што вас ве оформува во тука и сега денес во уште подобра и подобра личност. Поздрав!